Благодарам. И кои се вашите планови како председател на ръководния клуб Зови Макем? Па добро, значи вчера сум председател на ракометниот клуб, кој што има амбиции првенствено да влеземе во Суперлига. Ова полусезона имаме некаде 13 кола, се наоѓаме на 5-то место. Меѓутоа со ова екипа, со овие 5 нови играчи кои што дојдоа веќе се тука, може и вие да го забележите тоа, мислам дека ќе немаме никаков проблем околу влезот во Суперлига. Мојата цел, пред се како човек кој што се занимавал порано со спортот и сега како политичар, е да ја искористам функцијата да помогнам воопшто на спортот во Струмица. За жал морам да констатирам дека спортот во Струмица досега беше на најниските гранки. Јас тоа го ветив и пред изборите и останувам доследен на тоа што сум го ветил, дека секаде каде што можам, поготово во спортот, ќе помогнам. Ракометот е моја прва љубов. 3 години сум играл во средношколските денови ракомет и токму затоа се согласивме да застанам на чело на ракометниот клуб во Струмица, што не значи дека нема да помагам и на другите спортски клубови во Струмица. Целта ми е да направиме еден стабилен прволигашки клуб. Целта ни е да ја вратиме публиката во салата и да Струмица како спортски град повторно заживее во тој спортски дух. Значи, ракометниот клуб Зови Макем од Струмица е формиран од 2006 година, кој се надпроваруваше во сите младински категории, кадетска, младинска, и од 2009 година настапува во првата лига на Македонија. Значи, од оваа година ракометниот клуб, првиот есенски дел, значи, се надпроваруваше солидно во првата лига со многу млад кадар, млади играчи, и завршивме на некое 5-6 место според нас и не заостануваме со бодовното салдо за позади првиот и вториот. Значи, имаме реални шанси да се бориме и за влез во Суперлигата. Значи, од овој втор дел амбициите на клубот се зголемија и со влегување на некои други спонзори, фирми, стопанственици кои сакаат да го помогнат ракометот во Струмица. Исто така, да кажеме, од на чело на клубот како председател од ова полусезона застанува и нашиот актуелен пратеник Славе Гошев, кој заедно со него сите се бориме да обезбедиме добри услови, добра организација и ракометниот клуб Зови Макем од Струмица од наредната сезона да го видиме во врвот на македонскиот ракомет, тоест во Суперлига. Што може да приметите, се наоѓаме во спортската сала Парк, каде што екипата на ракометниот клуб Зови Мак ги убавува своите тренинзи, тоа своите припреми. Ние сме во припремен период, каде што тренираме по 2 пати на ден. Се спремаме овде поради тоа што условите не дозволија да заминеме некаде на страна. Ги имаме сите услови кои ги створи управата на овој клуб за успешно да го представиме струмичкиот ракомет во втората полусезона и се надеваме сите дека ќе успееме и да влеземе во Суперлига. Суперлигата за нас е голем предизвик, бидејќи во првата полусезона успеевме да оствариме 6 победи и имаме 6 порази. Се надеваме дека со новите засилувања, звучните имиња како што се Караиванов и Милосављевиќ, кои играт на позиција десен и лев бек, и подпомогнати со Тренчевски и Соколов, мислам дека и со помош на нашите играчи, кои се доста млади, но многу амбициозни, мислам дека без проблем и без пораз ќе го завршиме оваа полусезона и на крајот ќе забележиме влез во Суперлигата. Може да кажеме дека амбициите на клубот не се да застанеме овде. Сакаме и во Суперлигата да забележиме еден добар резултат, каде што секогаш првата година во нов ранг успех и да се обстане таму, но ние се надеваме дека нема само да се бориме да обстанеме, туку и да забележиме добар резултат.